Добар ден, почитувани, нов аргумент плюс на телевизија 24. Неколку економски теми, сплетна на теми денеска подготвивме за вас. Ќе разговараме со Орце Симов, подпредседател на Сојузот на стопанските комори. Добар ден. Сакам ви благодарам што ја прифативте. Благодарам на поканата. Така, сакам да започнеме со она што е најактуелно и да го искористам вашето присуство не само како бизнисмен, како професор, односно како подпредседател на Сојузот на стопански комори, туку и универзитетски професор кој што доаѓа од IT областа. Последниот случај кој што го обелодени Управата за јавни приходи е компании кои што се обидела да излечат од државата околу 3 милиони евра со лажни фактури, со бришање на сметководствени податоци. Сакам да ми доловите колку е тешко сега, колку е проблематично сега тој сектор во МВР да ги открие тие податоци, што све содржало во компјутерите на сметководственото биро. Злоупотребите при повратот на ДДВ создаваат големи проблеми кај сите компании, дополнителни трошоци кај сите компании кои што работат во Македонија и особено создаваат поголеми тешкоти кај компаниите кои што движат напред, го движат нашата економија и нашето општество, а тоа се компаниите кои што извезуваат и компаниите кои што инвестираат. Компаниите кои што извезуваат се во континуирана потреба на поврат на ДДВ, затоа што тие купуваат голем број на производи и услуги на локалниот пазар, потоа ги извезуваат надвор на интернационални фактури на кои што не се изразува ДДВ и тие имаат влезно ДДВ, немаат излезно ДДВ и затоа тие се често во ситуација на поврат на ДДВ. Исто така компаниите кои што инвестираат во периодите кога инвестираат, тие имаат помал број на излезни фактури, а поголем број на влезни фактури и тогаш исто така се наоѓаат во состојба на поврат на ДДВ кои што најчесто се решаваат да не го побаруваат од Управата за јавни приходи. Како настанува таа злоупотреба? Секоја компанија која што работи има влезни и излезни фактури. Влезните фактури се фактури кои што доаѓаат од останатите компании и на секоја фактура и на влезните и на излезните се изразени основици за 0% ДДВ, 5, 10 и 18% ДДВ и истото тоа го има и на излезните фактури. Компаниите во Македонија кои што прават промет над 2 милиони денари се ДДВ обврзници и во зависност од големината на прометот некои се месечни ДДВ обврзници, останатите се 3-месечни ДДВ обврзници. По истекот на тие временски периоди, тие најдосна 25 дена во наредниот месец треба да поднесат до Управата за јавни приходи ДДВ даночна пријава во која што ќе ga изразат основиците за 0, 5, 10 и 18% и влезно и излезно ДДВ и сумите за тие стапки на ДДВ 0, 5, 10 и 18% влезно и излезно ДДВ и ДДВ-та која што треба таа компанија да го плати е разлика од сумата на сите стапки ДДВ на излезните фактури минус сумата од сите стапки ДДВ на влезните фактури. Што значи ова? Тоа значи дека многу податоците од компјутерите на сметководственото биро нема да бидат потребни? Ќе може се со хартиената документација да се открие? Да, тие ДДВ пријави се поднесени во Управата за јавни приходи и таа ги има и на нив се внесени податоците колку имало основица на влезните фактури. Кога барале поврат? Да, кога барале поврат. И тие се должни да ги чуваат фактурите најмалку 5 години во хартиена форма, така што и доколку електронската сметководствена евиденција е избришена, тие треба да ги имаат фактурите во хартиена форма и да ги покажат тие фактури. Ова измама се случува така што кога одредени компании ќе се решат да го прават тоа, некоја компанија издава фактура и таа излезна фактура за неа, а друга компанија ја прима таа фактура како влезна фактура. Доколку компанијата Колку е виновен, извинете, колку е виновен сега добавувачот? Дали е колатерална штета или и тоа е во мрежата, нели беа и три компании? Тоа се компании кои што издаваат фиктивни фактури. Тоа може да биде компанија која што издава фиктивна фактура која што нема ни намера да се плати, ниту е извршена некаков производ или продадена некаква услуга. Значи таа издава фактура која што бидејќи излезна фактура за неа, на неа има обврска за плаќање на ДДВ, а таа фактура е влезна фактура во друга компанија и таа компанија кога ќе ја прокнижи таа фактура, се намалува сумата на ДДВ што треба да ја плати. И доколку сумата на ДДВ што на тие влезни фактури
е поголема од сумата на фактурите на излезните фактури, тогаш разликата меѓу тие двете суми е негативна, односно компанијата е во ситуација да бара поврат на ДДВ. Така, рековте, два пати ве прекинав, да биде трет пат сега за брзо време. Значи, едната компанија која што ја издава фактурата не ја евидентира, за да не плати ДДВ, а другата фактура ја евидентира дека е влезна фактура и се одзема од вкупната сума на ДДВ што треба да ја плати. И на тој начин доаѓа до состојба да разликата е негативна, односно таа компанија бара поврат на ДДВ и управата за јавна приходи треба да го врати тој ДДВ на таа компанија. И сега има, како што спомнавме на почетокот, компании кои што реално работат. Они се во реална ситуација во одредени услови на поврат на ДДВ. И за жал, бидејќи државата, го разбираме таа причина државата да се штити во тие услови од овие злоупотреби кои што ги прават одредени поединци, кога некоја компанија ќе побара поврат на ДДВ, се прават прилично ригорозни контроли кај таа компанија, кои што барат и ангажирање на човечки ресурси вработени од таа компанија, да носат одредени документи, да ги покажуваат, да работат со инспекторите, така што голем број на компании не се решаваат да бараат поврат на ДДВ, со тоа се намалува нивната ликвидност и тие чекаат после одреден временски период да го компензираат тој поврат на ДДВ со ДДВ-то што треба да го плаќаат, или пак постои можност да се компензира, да се пребие тоа ДДВ со данок на добивка и така натаму. Постојат разноразни форми. Генерално тоа прави доста проблеми на компаниите кои реално работат, кои што честно работат и на сите компании, дури на тие компании што никој пат не дошле во ситуација да барат поврат на ДДВ, затоа што најголем број од компаниите секој пат треба да платат ДДВ, не да барат поврат на ДДВ. Меѓутоа државата, за да ги следи тие парични текови кои што се одвиваат преку трансакцијските сметки на компаниите, од пред неколку години почна да бара извештаи од банките да достават до управата за јавни приходи по истекот на ДДВ периодот за компанијата, колку пари се платени на таа жиросметка и колку пари се одлеани од таа жиросметка. Да се следи текот на парите, да се следи текот на парите, да се следи количината на пари што се влеваат и одлеваат од одредена жиросметка и банките на сите компании тоа го наплатуваат одреден надомест. Значи тоа е исто парафискалните давачки, една од парафискалните давачки која што на годишно ниво, доколку некоја компанија има повеќе жиросметки, сепак е еден значителен износ. Не е незначителен. Тогаш да заокружиме како да се превенира како држава да, бидејќи овој случај се водел неколку години. И добро е што е откриен, не е оштетена државната каса, меѓутоа колку поминале, колку успеале да го изиграат системот, има ли решение како да се превенира, како да се подобри системот според вас? Такви случаи има многу одамна. Проблемот треба системски да се реши. Тоа може да се воведе електронска фактура. Значи да се донесе закон за електронски фактури. Сите фактури што ги издаваат компаниите да електронски во одреден XML формат да добијат некаков компјутерски запис и како такви да се праќаат во управата за јавни приходи. И на тој начин нема да може да дојде состојба компанија која што дава излезна фактура да не ја прокнижи, а компанија што ја земала таа излезна фактура, односно за неја е влезна фактура, да ја прокнижи во нејзиното книговодство и да се појави можноста за поврат на ДДВ. Значи, компанијата која што издава фактура, електронски, автоматски ќе се прокнижи кај неја во управата за јавни приходи затоа што е електронска како излезна фактура, а компанијата која што е издадена, таа автоматски ќе се прокнижи како влезна фактура и ќе се елиминира начинот, односно можноста, механизмот да одредени компании прават вакви злоупотреби и да бараат поврат на ДДВ. Да одиме сега на втората тема која што ми беше за денеска, односно случувањата во Давос, додека во Македонија се занимаваме како да ги фатиме овие несовесни газди кои што се обидуваат како да профитираат на грбот на оние кои што редовно си ги плаќаат давачките. Веќе на светски рамки на големо се зборува за вештачката интелигенција, за климатските промени, за 5G веќе функционира во многу делови од светот. Како вие ги толкувате овие пораки кои што светските лидери ги испрати од Давос? На светскиот економски форум во Давос се дискутираат теми кои што го засегаат целото општество, целата планета, опстанокот на човекот на планетата, економските текови, што ќе се случува при ова поделено
поделен светски или нов светски поредок и така натаму. Меѓу главните теми кои што таму се дискутираат се вештачката интелигенција и незиното влијание врз работните места, врз економијата, понатаму климатските промени, како тие ќе се одразат на атмосферата, на планетата, на животот на човекот. Се дискутираат исто така детално лажните информации, односно дезинформациите и така натаму. Да речеме да почнеме од климатските промени. Човештвото овие години емитува по 52 милиарди тони CO2 во атмосферата. CO2 емитува и други типови на молекули, меѓутоа сето тоа претворено во CO2 е околу 52 милиарди тони и тоа предизвикува загревање просечно на атмосферата за 0,08 Целзиусови степени секоја година. Значи од 1880 година па до сега просечната температура е зголемена за 1%, до 2500 ќе се зголеми за 1,5%, до крајот на овој век се предвидува дека ќе се зголеми на 3%, така што тоа ќе предизвика многу промени во начинот на животот, ќе предизвика и миграцијски движења на населението, одредени растителни земјоделски култури таму каде што успевале веќе нема да успеваат. Што превземаме ние како држава во однос на тоа, бидејќи и во однос на производството на храна тоа ќе влие, како што рековте, дел од културите нема да може да се произведуваат на одредени пространства. Има 5 главни причинители на емисијата на CO2, од која што храната е на трето место. Производството на храна предизвикува или зазема од тие 52 милиарди тони влијае со 22% емисија на CO2. Најголемо влијание има производството на електрична енергија од фосилни горива со 36%. Значи во тој дел веќе се работи, светот подолго време работи, така што да се пролонгира, да се укина термоцентралите и повторно чим Германија ги врати во оптек, што да кажат другите помалите економии. Се уште и тука на човештвото му се потребни нови технологии. Затоа што ние да произведеме, сега да речеме масовно се користат обновливи извори на енергија, производство на електрична енергија од фотоволтаици и од ветерници. Меѓутоа тоа производство го произведуваме само кога го има тој природен ресурс. Кога го нема не можеме да произведуваме. Значи ни треба некоја енергија што ја викаме базна енергија. Потребни се некакви нови технологии со кои што ќе можеме да складираме енергија во периодите кога произведуваме, имаме поголемо производство од потрошувачката од обновливите извори на енергија. Тука светот се оди во два правци. Едното е да се користи водород, а второто е да има некакви супер батерии кои што ќе може да ја складираат. Значи во двата правци се оди. Тоа што ќе подобро ќе се иновира и ќе даде подобри резултати, најверојатно понатаму ќе се продолжи. И ние како македонска економија и нашите луѓе што работиме овде можеме да размислуваме во таа насока, иновации во тој дел, да се размислува и на тој начин да генерираме поголема додадена вредност. Како можеме, тоа е клучното прашање, како можеме да ги искористиме овие негативни влијанија кои што се случуваат на природата, како што некој искористи од пандемијата да профитира, колку ние можеме да профитираме сега од климатските промени? Треба да ги знаеме параметрите, значи 36% од емисијата на CO2 е од производство на електрична енергија од фосилни горива, 29% од тие 52 милиарди тони од градежната индустрија, производство на цемент и челик. Цементот како индустрија според овие технологии што сега се произведува, он генерира голема количина на CO2, потребни се некакви нови елементи, нови типови истражувања или нови постапки да се прави цементот. Како што спомнавме, храната е одговорна за 22%. Кога се произведува храна се емитува метан. Една молекула на метан има ефект како 28 молекули на CO2. Значи 28 пати посилен ефект има метан од јаглерод диоксидот. Потоа имаме транспортната индустрија е одговорна за 16% емисија на CO2, транспорт на луѓе, добра, стоки и така натаму. Тука да речеме може иновации околу оптимизација на процеси кога одредени добра се пренесуваат од една на друга точка, да можат со некакви алгоритми и системи на дигитализација да се комбинираат повеќе пратки во еден транспорт, да се транспортираат. Истото тоа нешто и за луѓето. Во овој дел се оди, како што сме сведоци последниот временски период, на електромобили се заменуваат класичните мотори со внатрешно согорување и на... Колку време ќе треба да помине што се би требало, ете наброивте многу работи, меѓутоа до 2050-60, кога би се намалило тоа затоплување, тоа загревање на земјата? Да, ние сме сведоци дека сега и голфската струја, количината на голфската струја се намалува, незиниот интензитет се намалува.
со око сме сведоци дека без некои научни мерења дека имаме екстремни временски услови, екстремни суши, екстремни поплави, екстремни силини на ветрови, тамо кај што ги немало. Некакви екстремни услови кои што пред тоа се случувале на неколку столетија, сега се случуваат по неколку пати во на десетина години. Така што и си го земе данокот ова се што правиме Да. Тоа ќе чини според некои проценки, значи економски. Јас сум бил и на некои светски форуми за економија и во Цирих и на други места. Покачувањето на температурата за 1,5 степен ќе чини светската економија и човештвото што живее околу 100.000 милиарди долари, односно 100 трилиони долари. Значи тоа веќе ќе го зема данокот. А ние како македонска економија, што спомнавме, бидејќи светот се бори и сака да го намали таа емисија на CO2, од 2026 година нашите компании ќе треба да плаќаат за емисија на јаглерод диоксид. За 1 тон емитување јаглерод диоксид ќе треба да се плаќа по 30 евра. Значи мора да се прилагодуваме, мора да планираме како да се намалуваат. Да се намалува, како да ги усовршуваме нашите процеси на производство, да емитуваме помалку CO2. Така, ја спомнавте вештачката интелигенција, веќе дел од професиите сметаа дека се на удар. Филмаџиите во Холивуд, не знам, германската економија, сите оние кои што се на врвот стравуваат дека колку може да има придобивки, толку може да има и удар врз стопанствата. Како да се толкува сега тоа? Вештачката интелигенција е една генерална технологија која што ќе изврши големи промени и во општеството, во сите сфери од општеството и во економијата. Ќе направи структурни промени во економијата, така што одредени економски дејности и сектори целосно ќе исчезнат. Меѓутоа сметам дека ќе се појават нови, поголеми економски сектори кои што ќе генерираат многу поголема вредност. Тоа ќе биде нешто слично како досегашни дисраптив технологии, кои што се опишани уште од австрискиот економист Джозеф Шумпетер уште 1942 година. Тој го дефинира тој термин креативна деструкција. Креативна деструкција значи кога имаме ние една голема иновација, некоја технологија се појавува, таа уништува некои стари технологии, меѓутоа за сметка на тоа, после тоа се изградува многу посилен економски модел, кој што и бара многу поголем број на вработени. Такви примери можеме да наброиме повеќе во историјата, да речеме еден од тие примери на креативна деструкција пред 150 години, кога автомобилите, односно транспортните средства со мотори со внатрешно осогурување ја замениле економската гранка на транспорт на луѓе и добра со коњи. Тогаш сите се плашеле дека еве ќе исчезне тоа со коњите, ќе нема што да работиме, меѓутоа после тоа при таа креативна деструкција се добиле многу подобри услуги и се генерирале многу поголеми гранки, сервиси за автомобили, производство на гуме, масла за подмачкување, делови, резервни продажби на автомобили и така натаму. Сведоци сме со појавата на интернетот, најпопуларниот сервис World Wide Web кој што се појави 89 година, како дисраптив технологија беше пред се за многу економски гранки. Тука се пред себе ги исполнал печатените медиуми, меѓутоа изроди таа технологија во низината креативна деструкција кога го уништи старото, многу нови економски гранки кои што навистина генерира голема економска вредност и вработува поголем број на луѓе. Впрочем, и за вештачката интелигенција Светскиот економски форум они направија една анализа дека до 2025 година вештачката интелигенција ќе замени 85 милиони работни места, меѓутоа ќе генерира 97 милиони нови, значи 12 милиони плюс ќе имаме. Така што стравот од тоа не треба да имаме страв, само треба да се прилагодиме. На удар ќе бидат одредени економски гранки и одредени професии, меѓутоа ќе се појават нови професии. Ние треба да се прилагодиме, да се направи преквалификација, да бидеме во чекор со времето. Први на удар тука би биле професии кои што има некакви репетитивни задачи. Нешто се повторува во шаблон или во патерн. Тоа, па потоа истото тоа се повторува. Понатаму, значи, најмалку на удар во почетокот ќе бидат професиите кои што има некаква различност во извршувањето задача, некаква креативност е потребна од човекот. Така. Добро, тоа беа ставовите на, односно и темите за кои што се зборуваше за Давос, а како што кажав дека викендов веќе од петок до среда лидерите на
Западен Балкан доаѓаат во Скопје, повторно ќе се разговара за иницијативата Отворен Балкан, ќе се разговара како ќе се дели колачот кој што е на располагање за државите од Западен Балкан, од Европската Унија, отварање на нови пазари, заедно освојување на пазари. Како вие гледате во однос на идејата за таа здружена коалиција на држави од Западен Балкан? Ние во Западен Балкан сите земји кои што сме тука сме мали земји од по неколку милиони жители. И нашата економија нашите економии се многу мали економии во однос на тоа што се случува во светот. Да не би сакал да употребам некој помал збор колку се наши малите економии. Еден пример би спомнал само, да речеме, нашето GDP е околу 14 милиарди долари. Само Илон Маск пред неколку години, како едно лице, плати федерален данок во Соединетите Американски држави 11 милиарди долари. Значи, еден човек, да, речи се 11 милиарди. Значи, еден човек платил данок толку колку што ние сме произвеле цела држава. Така што ние треба да соработуваме повеќе, да се здружуваме и да искористиме, да ги прошириме нашите пазари, а и заеднички да настапиме на трети пазари. Добри се тие средби што се одвиваат помеѓу политичките водства на земјите од Балканот, од целиот Балкан, од Западен Балкан. На тој начин ќе се отстранува таа фрагментирана што има меѓу државите, ќе се зголемува пријателствата меѓу нациите, народите, меѓутоа треба да се најдат и начини како да се зголемува економската соработка. Покрај тоа што се зголемуваат политичко-пријателските врски помеѓу народите и државите, да се види што е тоа што е потребно и да се превземат мерки да се зголемува економската соработка и трговската размена и да се олеснат процедурите на соработка и на проток и на луѓе и на стоки и на добра. Каде Македонија би профитирала во овој сојуз, во Отворен Балкан? Во Отворен Балкан моментално во моментот сме вклучени 3 држави, тоа го олесни протокот на добра и луѓе помеѓу Албанија, Македонија и Србија. Ние во последните 3 години за жал имавме најслаби економски резултати. 2020, 2021 и 2022 од 6 земји на Западен Балкан, Македонија беше на последно место. Светска банка предвидува за наредните 3 години дека Македонија ќе биде повторно последна по економски резултати на Западен Балкан. Меѓутоа тоа за претходните 3 се случи, тоа не можеме да го промениме. За наредните 3 години можеме да го промениме тоа. Сега тоа може дури и лошо да се одрези, затоа што ако останатите земји имаат подобри економски перформанси, а ние го олесниме протокот на луѓе, може и така најголемиот проблем што го има во македонското стопанство, тоа е недостиг на работна сила и квалификувана работна сила, уште толку да се зголеми и да ескалира. Ние мораме да ги подобриме условите за водење бизнис во Македонија и Македонија да ја направиме многу попогодна земја за работа и многу попогодна земја за живење, да нашето население. Веќе гостителите стравуваат дека пола од персоналот што работат во гостителските објекти ќе замина за Хрватска, веќе хрватите подготвуваат терен за нашите работници, да, како градежници, така и гостители и останати. Голем број на население се иселува и Словенија, и Словенија води доста кампањи во Македонија за прибирање на работно население. Секој човек во Македонија државата платила за него школување, основно образование, средно образование, високо образование, факултет, магистратура, и кога тој човек ќе треба да придонесува за нашата земја, да гради во нашата држава, тој емигрира, за жал и се уселува во друга држава, и проценките покажуваат дека вредноста на еден таков човек што се иселува, загубата за нашата економија, за неговиот животен век се движи помеѓу пола милион евра и 1 милион евра. Значи секој човек што ќе се исели од Македонија, нашата загуба како држава, како општество се тежи кон 1 милион евра. Се она што направила државата за него. Се што направила и тоа што он може да го придонесе ако остане тука со неговата работа. Значи ние годишно последните 20 години статистиките покажуваат дека по 20.000 луѓе во просек се иселувале од државата. Па и повеќе. Значи ние имаме загуба од 20 милиарди евра годишно во човечки потенцијал, а добиваме, да речеме, 300 или 400 милиони евра странски директни инвестиции. Значи, долго време луѓето се иселуваат од нашата земја на територии кои што имаат и понеповолни климатски услови, кај што немаат роднини и пријатели,
ги напуштаат нашите огништа и ние треба да видиме што е тоа во нашата земја, што не е погодно, што смета и тоа можеме да го отстраниме. Треба да има бескомпромисна борба со корупцијата. Корупцијата создава многу нелојална конкуренција, не овозможува развој на бизнисот и економијата, а создава и многу неправди. И последните години луѓе од Македонија се иселуваат не поради економски причини. Веќе најмалку. Образование, здравство, инфраструктура. Потоа треба да го подобриме нашето образование. Клучно од се е да го подобриме нашето образование. Да го подобриме образованието треба да има учебници. Учебници децата немаат, можеби уште немаат, а мислам дека до прво полугодие немаат дел од учебници. За жал, ние како нација веќе не сме способни да направиме учебници за нашите генерации. Тоа нашите родители кога биле ученици, тоа не било случај, било незамисливо во тие времења. А ние сега сме наместо да унапредиме ние нешто од тоа што било тогаш, ние го немаме и тоа. Ние зборуваме за вештачка интелигенција, а немаме учебници во таа насока си ние сме проценувани. Светска банка има еден индекс на човечки потенцијал, Human Capital Report Index, и поново да констатирам, Македонија е последна земја во Европа по тој индекс на човечки потенцијал. Нашиот индекс е 0,56. Тоа значи дека едно дете што е родено сега, индексот се однесува на потенцијалот што ќе го има тоа дете после 18 години кога ќе стане полнолетно. Значи дете што ќе се роди 2024 година, кога ќе стане полнолетно 2042 година, ќе користи од неговиот потенцијал само 56%. Прва на таа листа е Сингапур со 88, значи тоа дете ќе има многу поголем придонес има од едно дете што е родено на овие наши простори. Тоа е поради Ако се обидеме да се мериме со европските компании таму каде што целиме да одиме околу конкурентноста, IT технологијата, и како експерт да ви искористам уште еднаш. До каде се македонските компании, колку се моќни тие да инвестираат сега и да бидат во домен со колегите од Западот? Доколку зборуваме во делот на IT, ние треба да се стремиме кон тоа нашата IT индустрија да ја префрлиме на едно повисоко ниво. Нашата IT индустрија во моментот, луѓето што се вработени во неа земаат релативно големи плати, меѓутоа во најголем дел IT индустријата се сведува на аутсорсинг, односно работа за некој друг. Луѓето се земени од македонскиот пазар, вработени се во одредени компании, странски компании, тие работат за странство, тие работат на дигитализација, на странски производи, на странски компании и странски државни институции, а информатиката е како ни една друга професија, овозможува да се живее во Македонија, а да се работи во странство исто како да сте тука. И сега и најдобри услови имаше, видов еден некој текст дека македонските номади имале најдобри услови од Македонија да работиш негде за странство. Да, условите се прилично. Меѓутоа, прашањето беше општо. За целото стопанство, за целата каква е состојбата сега со напредните технологии, со дигитализацијата, колку во глобала стопанството ни е подготвено да биде конкурентно со европскиот пазар. Не само IT секторот. Изминатиот период покажа дека подигитализираните општества и дигитализираните компании многу полесно ги пребродуваат кризите. Дури сега има извештаи кои што покажуваат дека повисокиот степен на дигитализација овозможува и влегува во растот на GDP-то на таа држава дури до 25%. Сега кај нас, бидејќи IT секторот претежно е ангажиран да работи за странски фирми, не остануваат многу луѓе што можат да работат на дигитализацијата на македонските компании и на македонските државни институции. Што е проблемот? Помали плати даваат? Да, проблемот се платите, затоа што странската компанија која што ги продава IT производите и услугите во Америка, Германија или во другите развиени земји каде што брутно домашниот производ се движи $60-70 000 и е 5 до 10 пати поголем од Македонија, тие можат и услугите да ги плаќаат 5 до 10 пати повеќе од колку што може македонската компанија да плати. Значи македонските компании треба да изнајдат начин како да се дигитализираат, затоа што во иднина компаниите и организациите кои што нема да се дигитализираат, нема да опстанат на пазарот. А луѓето од IT секторот се вработени во аутсорсинг компании. Тоа е нешто слично како лон работата во текстилната индустрија.
Каде што не се дава готов производ? Каде што не се дава готов производ. Ние, например, ако се вратиме малку назад во историјата, ние ќе видиме дека во текстилната индустрија сме имале капацитети како Македонка Штип, Астибо, Нонча Канишова, брендови, кои што имале дизајнери, имале колекции, имале манекенки кои што ги носеле тие колекции, они продавале нивни брендови и генерирале додатна вредност. Сега веќе тоа го нема. Ние земаме, нашата текстилна индустрија зема само одреден мал процент за плата од финалната цена на производот. Слично е и со IT секторот. Концептиски се е тоа, не е слично, него концептиски е исто, само разликата е во висината на платите, тоа што во IT секторот се земат малце поголеми плати и за жал во најголем дел нашиот IT кадар не работи на создавање на сопствени производи и услуги кои можат да генерираат далеку поголема додадена вредност од тоа што како плата се зема и останува во државата. Така, бидејќи излеговме на некој начин од овие кризни години, сега не чекаат избори. Очекувате дека годинава ќе се подобрат состојбите? Доколку продолжиме така како што работиме и до сега, не очекувам некои поголеми промени. Нашиот раст во последните 20 на години во глобала се движи некаде околу 2 до 3% годишно. И последниот пат при посетата на делегацијата од Европска унија, они рекоа дека земите од Западен Балкан да фатат некаков приклучок, потребно е да го удвостручат својот бруто домашен производ за 10 години, за да ние двојно го зголемиме нашиот бруто домашен производ за 10 години, а растот треба да ни биде во просек 7% годишно. Така како што сме работеле до сега, не можеме да очекуваме дека исто ако продолжиме, ќе стане тој раст наеднаш 7%, он пат ќе биде 2-3%. На нас ни требаат поструктурни промени, посуштински промени. Што е кои се барањата тука од Сојузот на стопански комори, ете од оваа студија да се испрати до Илинденска, што треба да се случи за да се испорача таков раст? Ете, не мора да бидат 7%, нека биде 4,5-5, па да има нешто зголемување. Ние тука може да се направи, не се работи тоа за една или две работи, не се работи за лесен процес и краткорочен процес. Тоа се треба да се работи малце, може да се работи да се направат мерки на кратки стази, средни стази и долги стази. Меѓутоа суштинските мерки и тоа што вистински ќе донесе резултат, тие се мерки на долги стази кои што ќе го дадат резултатот после 10 до 15 години. Одржливите вистински, суштински мерки. Значи, треба да се создадат услови да компаниите сами работат и заработуваат, а не некој да ги субвенционира. Тука треба да имаме ефикасна јавна администрација. Јавната администрација да биде многу ефикасна, да се искорени корупцијата, да се искоренува црната, односно, ние викаме сива економија, меѓутоа тоа не е сива економија, тоа е црна економија. И клучно е подобрување на образованието. Ако ние имаме слабо образование, ќе произведеме слаби електроинженери, слаби машински инженери, слаби економисти, слаби било што. Значи, клучните работи се подобрување на образованието и тоа во иднина ќе даде добри резултати. Најголемиот дел од тоа што наброивте сега се како услови кои што ги бара Европската унија за добивање на пари од тие ЕУ фондови или план за економски раст што го има Европската унија за Западен Балкан, јас кажам за Македонија. Треба да имаме добра борба против корупцијата, независно судство, ефикасна јавна администрација, подобрување на состојбите во образованието. На овие теми, пред неколку дена имаше форум за Европската унија во Скопје, вице-премиерот Маричич напомена дека имаме одлични резултати. Тука имаме одлично направено законодавство, вели не се имплементирало се најдобро на терен, меѓутоа ние имаме напишано домашната задача. Дали е тоа така? Резултатите покажуваат дека во реалноста тоа не е така и ние треба да работиме да ги промениме параметрите, индикаторите во реалноста што ја отсликуваат сликата, а не тоа што го имаме на хартија. Ние може да имаме добри законски решенија, меѓутоа треба да изнајдеме механизми како тоа да го спроведеме во реалност. Ние треба, значи прво, да речеме треба да имаме поголеми капитални инвестиции, реализација на капитални инвестиции. Тоа е најдобра помош за стопанството, кога се инвестира во инфраструктура, во енергетски капацитети, во патишта, училишта, болници, тоа што ќе остане. Ние да речеме сведоци сме последните децении дека нашите капитални инвестиции
треба да ги прави некој друг. Како генерација не сме способни да направиме ни капитална инвестиција. Нашите предци биле способни, они сами си ги правеле тие капитални инфраструктурни проекти. Градежите се жалат дека не биле добри за домашен терен, меѓутоа надвор градат и патишта и останати инфраструктурни проекти. Па на времето градија и патишта и други инфраструктурни проекти, а сега мислам дека и не градат, затоа што ако не си подржан на домашниот пазар, треба прво да имаш подршка на домашниот пазар, да генерираш одредена финансиска вредност, да изградиш човечки потенцијал и тоа да ти овозможи да излезеш. Да направиш некакво CV и да излезеш и на странскиот пазар. 30-35 минути помина многу брзо. Јас ви благодарам што денеска бевте гости во телевизија 24, односно Аргумент Плюс. Ви благодарам на времето. Благодарам на поканата. Така. Почитувани, јас ви благодарам на вниманието. Се надевам дека останате да изгледате цела емисија. Имавме интересни теми од скандалот кој што го обелодени Управата за јавни приходи, економскиот самит во Давос, она што ќе се случува следниот викенд овде, па и околу состојбата на економијата во земјава. Од мене пријатно.